Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ. Вие следите емисијата Заспи ако можеш во нашата весела држава и во нашиот весел свет. И натаму се е постаро, значи се случува тоа што мора да се случи. Очигледно додека светот војува, ние се обидуваме нешто да направиме од себе. Во меѓувреме траат судски процеси, партиите се препукуваат меѓу себе. Имаме неверојатни информации за врсничко наследство меѓу децата, нешто што навистина ме згрози и мене некако родител, туку воопшто како граѓанин на оваа земја. Навистина треба си поставиме прашање каде плови овој брод и не може вечно да обвинуваме некој друг за сите наши проблеми. Можеби треба да погледнеме малку внатре во себе, интровертно, да видиме каде, впрочем, ние грешиме. Но реалноста е таква каква што е. А мојата вечерашна амбиција, заедно со почитуваниот гостин се разбира, е да влеземе малку во историјата, малку во фикцијата, малку и во реалноста, можеби и во иднината, преку ликот и делото на најзначајниот македонски револуционер, несомнено Гоце Делчев. Имено вечерва ќе зборувам со писателот, драматург, публицист Зоран Спасов Дзов. Добра вечер. Здраво, здраво, Драган. Кој што блесна повторно, еве слободно ќе кажеме на нашата сцена, ако така можам да кажам, со нова книга Љубов и смрт Гоце Делчев, или Гоце Делчев Љубов и смрт, помалку и важно. Едно храбро дело. Зошто храбро? Овдека морам да споделам, се извинувам вака за интрото малку подолго, една моја лична перцепција. Разговарам со мој пријател, турчин по национално, сосема неважно, и ми вели: Драган, ние за Гоце Делчев последен пат сме објавиле книга пред 30 години. Последна серија за него е направена, не знам, табакерата пред Господ знае кога. Не сме биле родени, веројатно, во тоа време. Од друга страна, не знам, србите, хрватите, бугарите нон-стоп продуцираат документаристика, книги, нон-стоп. И постојано, едноставно на јавноста и на децата, меѓутоа и генерално на целото граѓанство му даваат нов и нов поттик, нов и нов мотив да се запознаваат со она што е клучно во нивната историја. Кај нас тоа како да недостасува. И буквално додека разговараме за тоа, отворам и гледам Зоран Спасов Дзов ја објавува својата најнова книга, веднаш прави ршум, што се вели, секоја чест, честитки. Впрочем, вашите книги се веќе со години најпродавани во Македонија, тоа треба да се каже. Меѓутоа, овдека нема да разговараме за писателот Зоран Спасов Дзов, ќе разговараме за храброста да се соочите, и тоа на еден многу оригинален начин, со една ваква исклучително важна човечка фигура, гигантска, како Гоце Делчев, во време кога можеби и не е премногу паметно да се занимавате со него. На место е оваа забелешка, прво да не персираме Драган ако може, се знаеме. Така е. Забелешка е на место, реално ние сме ненормално назад во однос на соседите, во однос на Европа, во негување на историја и на јунаци од историјата. Она што го прават србите, бугарите, за грците, не знам, не можам да го разберам јазикот. Но можеме да се кладиме дека е така. Тоа се серии, тоа се филмови, тоа се фикции и реално они се враќаат и тоа нормално влегува во ДНК-то, како сакаш ти кажи, тоа влегува. Ние не знаеме. Кај нас пред 2 или 3 години Блаже Миневски објави една книга за Гоце. Тоа беше за неговата љубов со Јанка, Охридјанката, што е и тука присутна. Меѓутоа, друго, ние го имаме заборавено Гоце. Ние го имаме у химната, имаме основно училиште, печатница Гоце Делчев, што ја нема и толку. И тоа. Тоа е тоа. Ние од табакерата на Ака, предходно трговецот од Солун, курирот на Гоце, со Дарко Даневски. Значи, ние реално ништо немаме направено за тој човек. За најважната фигура во нашата историја. Тоа е столбот, тоа е темелот. Темелот е тој основоположникот, зашто неговите идеи, не зборам сега комицки, не зборам сега антиотомански. Неговите идеи за мир, за социјална правда, за свет, беа едно 100, минимум 100-150 години пред времето. Да. Така, да. И сега ти добро викаш ова, треба храброст као прво, значи ова не е зезање, ти мора да собереш храброст, да се осмелиш, да напишеш нешто. Второ, не дај Боже да сгрешиш. Прво, не смееш да сгрешиш на себе, не смееш на читателите, не смееш ни на комшиите. Никој нема да прости, апсолутно. Да. Зашто ова, колку и да ја... Значи, Гоце знаеш што викаше? Викал дека, ја немам ништо против турскиот народ. Режимот на таа држава не ми се свиѓа. Иначе Турција се многу убави луѓе.
Истото и ние може да кажеме за бугарите, тие се прекрасни луѓе. Така? Да, меѓутоа И сега тука провеува у оваа книга тоа едно чувство на помирување. Како сакаш кажи го, дали меѓу редовите, дали во белата маргина провеува тоа чувство. Значи тука нема насилство, нема крво, има многу малку такви работи, освен убиството, него нормално што е посебна приказна. Меѓутоа овде Гоце е прикажан како еден двигател на луѓето да си го вратат достоинството. Тој е првиот чекор кон слободата и кон независноста. Значи има такви етапи. Што насушно ни е потребно, апсолутно. Така. Ние и достоинството, затоа што он вика, ја не се плашам од непријателот, се плашам од равнодушноста. Тоа е ненормална. Ние сите го знаеме со полето, со култура натпред. Меѓутоа, он има едно 60-70 мисли што се вонвременски. Значи, тие се на ниво сега да не зборам со Мартин Лутер Кинг го видов сега тука, нели, на шпицава. Значи, тоа со Гарибалди, тоа е лик чудо. Чудо. Ние го сведовме помалку така на една само мистична фигура која што треба да се слави во два пати во годината, така, кога се родил и кога и загинал, и тоа е процедурално, што би се рекло. Ќе отидат на Свети Спас, 10 души, ќе стават цвеќенце. Па ако додат бугари, ќе се испокараме и тоа е тоа. Една минута прилог и тоа е. Но, колку требаше воопшто време да созре оваа книга? Да се сработи. Идејата, предпоставувам, доаѓа кај писателот може да дојде 50 години или не знам кога, тоа е помалку важно. Но таа да се претвори во дело. И јас сум тази писател, ја почнав, не сум ни писател, јас се третирам себе си за автор. Меѓутоа ја почнав да пишувам на стари години, на 42-3. Значи тоа е веќе добро, се почнува порано објективно. Така, и почнав дели со моите книги за да се доближам до публиката, што се базираа на хумор, така на чувства такви закопани, у латентна состојба, интересни, се разбудат. Ја пишувам за да побудам чувства. Тоа е уствари основата на мојот стил на пишување. И прво што се деси, прво напишав роман за Тито, после напишав роман за Сирма. За Сирма Војвода. Сирма Војвода, каде што Сирма е дел, приказната нејзина е 15 страни, меѓутоа нејзе имало у романот преку женските ликови од нашата револуционарна борба. И ова беше една логична завршница на таа трилогија на историски фикции. За Гоце се напише, прво треба да созрееш како личност, не може млад човек тоа да го пише, тоа не се лаже, не може на 30 години некој да пишува за Гоце. Мора ти да ги поминеш сите овие глупости што ние ги имаме поминато овие 30-40 години. Второ, мора да ја соджвакаш историјата, мора да те погоди, мора да те боли Македонија. Значи тоа и Гоце го вика. Треба да се сака Македонија дури кога те боли. Одлично мислам. Да. И сега, знаеш како, дојде време, ама си викаш, многу е ризично сега ова да го пишуваш, поготоа ако сгрешиш ќе те разапнат. Дали историчариве, дали нели. Иако е роман, па некој ќе рече имаш право на грешки. Да, ама фактите не можеш. Ти можеш да лепиш фикција. Можеш да измислуваш со кој се сретнал, што зборал. Тоа немаме пишеви документи, нели, како изгледал. Имаме ние само 3 слики има од Гоце Делчев, пребарувај колку сакаш, толку се. Ама знаеш како, не смееш да направиш кикс, поготово сега е многу сензитивен моментот со комшиеве, неверојатно сензитивен, и затоа можеби е вистинско време за оваа книга. И ја нормално си викнав еден советник, тоест бивши директор на Институтот за национална историја, доктор Тодор Чепреганов, со кој што ги делиме истите ставови буквално за сите историски прашања. Бил гостин во оваа емисија, апсолутно, познаваме човекот. Така да, он кој кажа вози Мишкова, може, ова е тоа и ми олесна. Добро, колку мораше, Дзов, да се бара низ историските градива? Затоа што, за да се бара за Гоце Делчев, имаме ние. Историографија се разбира, меѓутоа има, веројатно, и натаму други полења за истражување. Може треба да се оди во отоманските архиви во Истанбул, може треба да се оди во Бугарија, во Србија. Едноставно, има тамо многу материјал кој што треба прво да се најде воопшто, а потоа да се прочита, да се соджвака, па од него да се добие таа некоја смеса, од која потоа ќе ја правите целата оваа ваша приказна. Види, сега прв пат ќе откривам како е пишуван, како е создаван овој дело, како е создано. Прво морав да ги прочитам сите книги што се напишани за Гоце, од македонски автори, почнувајќи од Ванчо Николецки до крај. Второ морав да ги изгледам сите документарци, така. Па потоа отидов
на таа, на источнава страна, и таму прочитав, затоа што неговиот прв биограф е Пео Јаворов. Да. Он е ерменец, у Бугарија со македонски чувства. Значи, тоа е една таква поливалентна личност. Многу интересен лик, апсолутно. Многу интересен, тоа е страшен лик, на крај се самоубива и за него има приказна тука. И реално сведоци вистински на неговата голгота, на неговата посветеност и на неговата љубов, пак ќе кажам, биле неговите двајца соборци најблиски Чаков и Димо Хаджидимов и неговата вечна љубов Јустинијана Каневчева. Сите тие се тука ги има на одреден начин, ми исприказнава. И едноставно тие се изворите. Ние немаме премногу извори. Сега тука не е прикажан Гоце како убиец, не е прикажан како војвода кој иде да тамани османли и така натаму. Ова е една човечка димензија на Гоце Делчев. Тоа што значи? Тоа значи дека сум ги донел некако до читателот неговите чувства, неговите сомнежи, неговите двојби, така неговите дилеми, кај греши. Како се прави тоа? Ова веќе се разбира, тука е во прашање од Господ, талентот, едноставно човек го има или го нема за запишување, меѓутоа вие практично седите и разговарате со Гоце Делчев. Да. Овде имаме едно фиктивно интервју со него, ќе го поразговараме во меѓувреме, меѓутоа таа идеја за да разговарате интимно со Гоце Делчев. Вие мора да влезете, да се обидете да влезете во тој некој савет во кој што тој постоел пред 100 и кусур години. Тоа е нешто, знаете, фантастично ти е прашањето. Јас имав дома сериозни проблеми со мојата сопруга. Добро. Ја влегов у ликот. Тоа е Ја мислев дека и дупче ми се направил, дека како на Гоце и обравчиња, ја мислам ми се ради друго заокружени. Ја влегов у ликот. Ја не можев да разговарам со луѓе. Ја ќе дојда гости си ќутев. Значи, буквално толку влегов, тоа е страшно нешто. Обсесивно. Да, тоа е страшно обсесивно додека го пишував. Зашто морев да страдам, условно кажано, да страдам како он што страдал, да ga гледам државата, да го гледам народот, зашто он е државник без држава. Одлично. И реално ја морав да го гледам тој народ на тоа ниво на писменост, на тоа ниво на едукација, на самосвест, за да можам да ги пренесам неговите вибрации и неговото влијание врз тој народ како учител, даскал од ние тоа. Меѓутоа он тоа што го ширал, тоа е на ниво на Джизус, како да кажам, на Исус тоа. Он што го има ширено тоа. Ние реално од неговата историја што знаеме, бил против Илинденско восстание, баница пукнала она толку. Значи тоа е да направиме интервју по улица, ако знаат кој. Тоа знаат луѓето, да. Тоа е. Но, да, оној момент што е тука многу важен и веројатно ќе се најдат луѓе кои што сега за нас историјата е почнавме да ја гледаме од многу страно, па некој ќе рече има и такви, па добро, Гоце Делчев и не е толку важен, сега некои нови херои излегуваат на пиедестал. Едноставно некој се обидува, не велам намерно, можеби и свесно некој, да го намали реалното влијание на оваа личност во нашата историја. Знаеш која смисла? Еве на ти рековме ќе одиме затоа што се познаваме долго време и никој нема да замери. Дали нас не недостасуваат објективно посериозни идеологизирања на овие луѓе? Затоа што се навикнавме на нашите историски личности да се обидеме да им ја вратиме приземноста. Гоце Делчев како приземност, како човек не е толку битен, како еден човек што не знам, она што го набреа. Отишол, се видел, тука оружје донел, тука ги договорил луѓето. Тој во ред, тој организацијска работа, ја има секој 10 човек веројатно на светот. Меѓутоа збориме за она идеологизирање на еден исклучителен човек надвор од сите стандарди со кој што може да се поистовети буквално кој сака во земја. Да, види, ние како држава и како култура ги ништиме јунаците уместо да ги создаваме. Тоа ни е една од најголемите. Свесно или несвесно? Па мислам дека немаме свест за тоа. Значи, тргни од тоа дека светов, дури и самите криминалци, ако ги третираш како Робин Худ, тој е криминалец, крадал, така? Давал. Они го направиле јунак. Така е. Јаношик од наше детство исто, Сандокан исто. Значи, реално ние дури и оние што се заслужни го немаат своето место. Значи ние еве за Гоце пак ќе кажам, има еден академик што има напишано 5-6 тома, ама тоа е фактографски. Тоа обичен човек не може. За него, не може. Да.
Мора да имаш ти стрип за Гоце, мора да имаш серија, Потпуно се детска, значи кажав у скоро време дека ние мора да направиме серија како Сенке над Балканом, што ќе биде за македонска историја, што ќе остане и што ќе се гледа. И нека чини пари и нека Кошта МТВ има буџет 50 милиона. Тоа зборам, нека чини. Нека кошта со вистински добри глумци со донеси, увези Милош Биковиќ, донеси го Вук Костич, значи кој сакаш донеси, затоа што види, ние имаме едно чувство на автодеструктивност кај што например, сега ти ќе ми кажеш за Питугули, го украл белиот коњ пред да се слика, се качил горе, чекале јагнеја му донеса да го изеде. Банализирање до ужас. Да, или ќе ми кажеш ти Владко се свирал на гитара, сега ја го знам од дете, од Тофтали. Да, он беше никаков. И тоа ние немаме култ кон личноста. Исклучително важно. Ма гледај ги соседиве што прават. Тие од Немањи си направија, не можам ти објаснам што све направија. Од династија која пред 600 години постојала и 700 со која што, може да се споредуваш, не е битно, види, јас сум растеретен историски. Ненормално сум многу растеретен дали од кога постоиме, што постоиме. Тоа немам проблем. Меѓутоа не можеш ти цело една епоха од Илинден до осамостојувањето да ја бутнеш под тепих. Не можеш, едноставно, ние и од Втора светска војна за хероите колку знаеме? Кажи ми, Мирчачев, Страшо Пингир, што тоа културно-уметничко друштво. Тоа се луѓе што давале живот, што гинале. Што е тој културно-уметничко друштво? Така, Перо Наков, го знаеме по еден телевизија, а не по... Перо Наков без број. Нема ни број. Без број, буквално, тоа е многу добра забелешка. И тоа е генерално основниот проблем кај нас. А тоа може да се доближи само преку една ваква убава мека, како да кажам, форма на спој на факти со фикција. Значи, дозволено е во уметноста, во книжевноста е дозволено ти да залепиш фикција една убава, што ќе даде една нишка на читливост, на љубов. Значи, ти не можеш преку ликот чувства да развиеш превише. Тоа е отишол таму, бил таму, зборел со овој. Значи, немаш ти фактографски тоа го пренесеш, тоа е за институтите. Ти мора да го пренесеш. За научни истражувања. Кузман Јосифовски питу, јас сум обседнат. Ајде да не кажам, уместо жени го сањам Кузман. Добро. Али тој е лик, тоа е страшно нешто. Тоа е поголемо од Тито. Знае некој, нема појма. Повторно, некој училиште. Пак, исто, да. Има тука кај подвожњакот, да. Страшна работа. Ајде сватиме повторно на љубов и смрт. 52 приказни. Да. 52 приказни, интересно направени на еден сложен начин, сите се со иста должина. Да, сите се 2,5 до 3 страни. Тоа е, ја така си го нареков сам, хаику проза. Макотрпна. И интересно, велиш има и поезија, елементи на поезија во целава работа. И тоа го кажа рецензентите. Еден од рецензентите кажа дека ова не е роман, ова е песна над песните за Македонија. Ја нескромно е ова, ја да го кажувам, нели? Тоа може да се прочита на сајтот. Јас ги прочитав рецензиите, сите се феноменални. Да. И малце повлеков ја малце на стилов на Петре М. Андриевски, на Чинго, значи такви едни примеси, сакав да се испробам така и успешно, благодарение и на уредничката што ми даја малце смерници. Го напишав тоа малце поетски. Што значи тоа? Тоа значи дека со многу малце зборови да се долови целата атмосфера, целиот заплет на таа мала приказна од 2,5 страни, да во тишината меѓу редовите му оставиш на читателот можност он да си го дооформи, да дооформи сцената и разговорот да го дооформи. И ја мислам тука е најголемата големина на оваа книга, што буквално ако ја затвориш, а немаш немир, не си ја прочитал никад, тоа ти гарантирам. Тоа би требало секоја добра книга да биде така. Да. Колку проценти, ајде да речеме, од приказната е фикција? Веројатно многу. Види, тука е поделена во 4. Биде Гоце Делчев разговара со разноразни личности од своето време, така, меѓутоа и со личности од други епохи. Вака се, разговара со личности од други епохи многу малку. Тоа е кое доаѓа на сон, да кажеме. Не е скроз вака да влезе се albeka. Се разбира, добро, но меѓутоа има апсолутно големо влијание врз нашите поети што се опфатени тука, што се малце и ни ваму ни таму, као Венко Марковски, као Никола Јонков Апцаров. Контроверзна личност е Венко Марковски. Да, ама тука не е контроверзна.
Така и овде, затоа што и во романот и јас сум Сирма за Мара Бунева многу највише ми реагира за незе. Добро, затоа што политички сме пременети со таа Да, работа, да, ама ние реално, Драган, ние повоено сме обременети со една историја и реално треба да се соочиме што е, како е. Ја немам проблем со тоа, стварно сум растеретен. Растеретен е тој што е сигурен во себе, тоа е проблемот. Па, не, ма види, што и да ти кажа, да сме постоеле 2000 години, и 500, и 100, и 50, мене ништо не ми менја. Тие чувства кај мене не може да се сменат никај тебе. Кај човек што Па така. израционализирал и дошол до одредено ниво, апсолутно тоа не е спорно. Но кај децата тоа влие, кај младите тоа и тоа како влие. Ако им направите хаос во главата. Да, да. Епа, види, сега, овие книги, знаеш што ми е драго, што, например, моите читатели се помлади од 30 години. Ја тоа е зачудувач. Што е одлична информација, па, да. Поготово за Тито и за Сирма. За Гоца е уреду, го знаат, слушнале, она, Гоце Делчев Петугули, ама па ти за Тито млад човек да чита, ама јас се обидов, значи со стилот на пишување стварно да се доближам до секој човек. Значи нема тука филозофирања и не знам тешки реченици, непотребни реченици, или Шопенхауер, или на пример да напишам сега, ја ова истата ако ја напишав со нормален стил ќе беше 600 страни. Значи ама кој ќе ја чита таа и плюс колку ќе кошта, треба кошта 1000 денара. Вака кошта кој 1,5 макијато. Мислам, стварно е... Цените се претпоставувам прифатливи за... 390 денара е книгата, да. Ја има насекаде, претпоставувам. Ја има, да, и онлайн ја има на литература.мк и преку мојот сајт spasov.mk, кај што може да се купат сите книги, се прочитаат рецензиите и еден весник за Гоце, што е на самиот сајт има весник број 1 и тој ќе излегува, Гоце ќе се јавува. Тука има и писмо од Гоце до македонциве сега, си напиша едно писмо заедно, да. Ова е навистина импресивно. Да. И може да откриеме што има нешто во тоа писмо. Или може ќе го прочитаме, ама да оставиме зашто? Некој нека провери. Нека си отидат на Спасов.мк, прочита, има весник, симни го, муфте е весникот бесплатен. И си го читаш тука. И таму е интервјуто всушност со Гоце, тоа што никогаш не е требало да се случи. Така е. Пред да дојдеме до интервјуто, дали некој ќе те обвини за претенциозност во случајов? Во смислу како тоа ти си даде за право да се соочиш со Гоце Делчев и да ни го представиш некој твој поглед на светот, затоа што во овој Гоце и покрај сиот макотрпен труп сепак те има тебе, мислам, несомнено мора да има, ти си човекот што го прави. Тоа е тоа. Не можеме, нема. Апсолутно. Тоа е мојот поглед. Ќе дојде некој ќе како тоа ти се осмели, како тоа направи паралела. Ако треба во уметноста ти да бараш дозвола, тогаш имаш проблем. Тоа што нема да правиш уметност. Тоа имаш проблем, реално. Така е секој свет. И толку фикции се пишуваат. Туку сега кој ќе напише за Наполеон книга, што некој да не седел да него слушаш што збори. Апсолутно, апсолутно. Но ние знаеме да бидеме ситничеви, тоа ми е збор. Да, дефинитивно. Британците, например, со таква леснотија се играат со нивната историја, а нивната историја е маркантна. И тие можат од Хенри VIII и од Ричард III да прават што сакаат. Серија усто продолжетоци прават. И како сакаат. Да. Утре имате кај што не знам Ричард III е црнец, мислам, не знам дали правилно се каже или кинез. И немаат никаков проблем со тоа. Така треба. А ние ќе се фаќаме, не знам дали мустаките на Гоце Делчев биле дали бил тази адекватно, да. Јасно, тоа е. Ама тоа сме ние. Види, на долги стази треба да се работи и да се тоа мора да се елиминира. Ние мора да созрееме како народ. Мора, дефинитивно. Апсолутно е потребна таа некоја развој, ајде да го наречеме, кој што доаѓа природно. Јас па се надевам дека тоа ќе дојде природно, дека едноставно годините ќе го направат тоа што можеби не го направила науката или не го направило образованието како што треба. Велам постои интервју со Гоце Делчев и мене ми е интересно, се разбира дека е фиктивно ова интервју, почитувани пријатели, во кој што му поставувате едноставни прашања на Гоце Делчев, едноставни на кои што тој дава едноставни одговори, иако многу длабоки. Така. Само да е ова, кој сте вие? Човек што не успеа да дочека држава, но успеа да ја замисли. Да. Правата реченица веќе мене лично ме, како викаат србите, обара с многу. Да. Не дочека држава, не ја замисли. Да. И ако некој вака размисли за Гоце Делчев, па тоа би го рекол. Па тоа е лично. Зарем тоа не е тоа, да. И ова вака пренесено на младите сега вака размислувам да ги заголица. Апсолутно вика па чекај ова. Искрено, дали сте револуционер? Јас сум учител што ја свати лекцијата пред сите други. Учител што ја свати лекцијата. Пази, учител сваќа лекција. Така е.
Иако би требало тој да Обрат, пренесува, да. Зашто се боревте за достоинство, се друго е последица. Така е. И тоа е. Основата е достоинството. Дали верувавте во оружјето? Нема да ги читам сите, се разбира, интервјуто прочитате си го сами сите, меѓутоа кои ви беа најголемите непријатели, Стравот и Македонецот? Ова е интересно. Ова е најакото. Стравот и Македонецот. Да. Види, тука нема да зборувам затоа што реално тоа е една од пораките на книгата. Кој е најголем непријател на Македонија? И тоа е тажно. Не се ни врховисти, ни овие со патриаршија, ни Самите македонци. Да. И тука е тоа, знаеш како дочарано, како е тоа доближено до читателот. Тоа е на една пак нескромно виртуозна фикција при крајот на делото, каде што се одвива во денеска се одвива. Ама тоа е една стварно. Ама да оставиме на читателите Така е. за тоа. Дали вредеше ако денес зборувате со свој јазик, на свој јазик вредеше? Ова е исто за мене многу. Дали е тоа вистината? Морам да прашам колку време се правеше интервју? Колку време се правеше? Па не знам, 2 дена да кажеме, па ќе го поправам, па си му поставам нови прашања, он па ми одговара. Од прилика така беше. И ваш последен спор, Македонија не е завршена приказна, таа е задача. Ќе оставиме, се разбира, секој што сака и да има оваа книга, јас со задоволство ќе ја промовирам и интервјуто и вестникот за Гоце, затоа што ова се работи кои што би требало да станат не заради Зоран Спасов Дзов, туку заради Гоце Делчев, треба да станат нешто што се подразбира. Знаете како на времето велеле во книга во секоја куќа мора да има Библија. Така е. За Гоце Делчев мора да има, едноставно. Мора. Тоа е така. Ако не е така, имаме проблем. Баш така, Драган, баш така. Токму така е. И реално и Сирма има огромна тежина, пак ќе кажам, зашто тука е самата жена на прво место и револуцијата низ женска призма, што исто никој не Ќе позборуваме и за Сирма, овде када замалам режијата, можеме да пуштиме едно видео, минута и нешто трае, многу интересно, со вештачка интелигенција претпоставуваме правено, мислам нормално. Да. Многу интересно, тоа е еден вид најава за оваа книга, еден тизер, меѓутоа навистина е само по себе наежува, ја ќе кажам. Ако го имаме режија, ве молам да го пуштиме. Морам да признам дека мене ме наежува ваква работа секогаш. Ова не е книга за Гоце, ова е книга за нас. Да. Така е. Зашто знаеш како, Драган, реално ќе прочиташ книгата, нели? Треба се погледнеш во огледало. Ако не си се свиѓаш во тоа огледало, Нешто не чини. да. Треба пак да ја прочиташ уште еднаш. Интересен изборот на музиката за неа. Маките да ми ги напишете, така Да, беше, не? ова е интрото на една прекрасна изведба на Сузана Спасовска со оркестарот на Битола. Не знам како, Ревиски, претпоставам. Песната е сама по себе посебна приказна.
И има една гулабица што таму се проявува. Што бара таа гулабица? Сега, тоа е добро прашање, та има и на корицата. Значи, се работи за палома. Палома е во добар број случаи гулабица. Меѓутоа е некојаш е девојка, некојаш е ветар, некојаш е облак, у зависност од приказната. И на некој начин таа е второто јас на Гоце и совеста на Македонија. И он разговара со нејзе. Дури во Весничево, што го читна преска, има и интервју со Палома. У самата книга. Она е, у една приказна, она зборува прво лице еднина, како она го доживува Гоце. Значи, сакам да кажам дека тој е еден виртуелен лик, тоа се вика, нели, магичен реализам, кога, нели, надприродни појави се случуваат, ама немаат импакт на луѓето дека и кој знае што се десило, него како нешто нормално. Така. Тоа е еден од тие okay. жанрови, да, што е присутен покрај има филозофска страна, има љубовна, има метафизичка, неколку слоеви има самата книга. А колку се одеше во не знам, во делот на емоциите кај Гоце Делчев? Много. Не мислам само тука национални емоции. Тука зборувам и за неговите односи со пријатели, со љубовта што ја спомнувате. Да, многу. Многу. Тој е нормален човек. Со сите мани и доблести на нормален човек. А во исто време... И мани, и доблести, и дилеми, што е најважно. Тоа што ти, човек, да таков еден мит, за да биде тоа и читливо, и да ти го сакаш, он мора да има човечка димензија. Јаже, тоа сега зев таму нешто ола. Дека он мора да има една човечка димензија, со ранлив да биде, што знае да се налути, што знае да се кае, да. Да подвикне и така натаму. Оно што е природно за секој. Да, и он е така и прикажан тука. Меѓу фикцијата и реалноста морам да бидам уште еднаш кога искажам големо задоволство за ова, дали е совеста на нацијата Гоце Делчев? Треба да биде, а не е краток одговор. Зашто, знаеш како, ако ова те допре, ако сите нас не допре, ние од утре ќе бидеме друг народ. Сега малце ова е претенциозно може кажано, ама ја го пишев со таа намера, да влијае, да едноставно да удри по твоите чувства и да побуди едно чувство непријатно, да се застрамиш од себе си. Дека не недостасува? Не, дека се друго ти е поважно од дворот твој, значи, знаеш како? Дамо во твојот двор е твоето лично достоинство, твоето национална гордост, тоа е патриотизмот. Твојот двор е твојот свет. Сушто се плашиме од тоа, никогаш не го разбрав. Кога веќе некој сега влегуваме нели во малце во филозофски води, меѓутоа кога веќе се решија да прават национална држава и кога се решија да прават самостојна држава, требаше да се очекува дека во рок од 30-40 години сите овие дилеми за кои што зборуваме одамна да бидат надминати. А фактот дека разговараме се уште за нив покажува дека се тука. Да, и тука виновници, одма ти кажам, ману и медиумите. Значи, одма кратко и јасно, тачка. Го преземаме делот од вината апсолутно. Да, значи тука е завршен цитатот. Ману мислиш дека не ја заврши својата работа? Не ја заврши. Они треба со основа, бе. Они се савет мудраца. Они се тие што треба националното чувство. Одигнат на највисоко ниво. Да, ти објавуваат книги, некој ќе рече, објавуваат некои трудови таму што си ги читаат сами веројатно, сами со себе и си одат на да не биде сега навредливо почит за академиците, меѓутоа ама ви тука еден од рецензентите е академик Катица Чулавкова, еден од почит за неа прекрасна личност. За мене најголем патриот во Ману. Она се бори, она е лавица. Она секој нејзин пост на Facebook, секоја нејзина поезија, она се бори. Такви куше колку се борат. Но Чулавкова не треба да биде сама, изолиран случај. Она е степски волк, она не, како да кажам, мора да има тоа стратегија, мора, знаеш како, ова треба движење да биде, не зборам книга. Се разбира. Ова враќање, збориме движење, ова не е, ај сега ќе прочитаме, фала лепо. Треба да се осмисли таа национална стратегија. Зашто не е битно дали си ти од ВМРО или од ДСДС или од ДУИ. Значи, не, апсолутно не е битно. Ова е надполитички, надпартиски. Затоа што ја имам сериозен притисок да ја преведам на албански јазик. Добро. Ова е интересно и планот е да се преведи на бугарски јазик и да биде бесплатно на тие два јазика да се симне.
Баш ќе ги чекаме реакциите, особено кај Тоа е бугарите. готово, тоа ќе биде спектакл. Има ли не, до сега? не, види, не напаѓам бугари ништо. Не е важно, не мора да напаѓаш. Ја за нив имам високо мислење за народот. Бугарите се прекрасен народ. Да, мислам. прекрасен народ, да. Начитан народ, што е многу важно. Да, така. Но имаш ли до сега од таа страна на границата некоја реакција? Имам на ваква или постовите мои, имам такви, нели тие закоравени. Добро, што од се. закоравени. Да, нормално е тоа. Но треба да чекаме кога ќе излезе, особено и на бугарски, да излезе малку Да. посериозни ликови. Не зборуваме за овие пациенти во наводници кои Знам, што ама види, они си имаат своја перцепција, ние си имаме своја. Значи, знаеш како Да, но ти имаат град што се вика Гоце Делчев. они знаеш дека Тоа е тоа. имаат Од друга страна пола народ не знае кој е Гоце Делчев. Значи, они имаат град Сандански, имаат село Хаджидимово. Ние не сме знаеле дека имаат село по името на Димо Хаджидимов, Хаджидимов, да. што му е он е залепен за Гоце цело време. Он и у битката за Баница он е до него. Он се обидува да му го спаси животот. Ние кој знаеме за Димо Хаджидимов, бе, у кисела вода, уличето, малото тоа од Огњан прица што искача. Значи, сега така се. Добро, Ама видам, морам вака. да критикуваме, зашто да не? Да. Морам Веројатно вака. поентата на па секој што пишува во принцип ако не критикува, ако не го критикува општеството во кое што живее, подобро да не пишува. Тоа е апсолутно една од причините. Но зашто се инсистира на овие историски ликови кај тебе? Сирма Војвода, на пример, исто една митолошка фигура дефинитивно. Ако прашаме просечен човек за неа, многу малку знае, па и по образованите, реално знаат дека е била војвода во Чета, дека имала храброст, меѓутоа во 5 реченици би го завршиле целиот приказ. Толку е, ама не зашто, толку е и кај нас. Кај нас има, сега дали беше, не знам од Стрезовски, не знам од кој има Сирма Војвода книга, од која приказната Сирма е 1/10 од книгата. Реално, јас за Сирма Војвода, срам, не срам, ќе кажам дека поише дознав од бугарска литература, него од македонска. На вистина. Да. Она е од Тресонче. Тресонче никогаш не било Бугарија. Така е, затоа ме зборувам. Никогаш. Тој може сега Струмица било, може Пехчево, ама Тресонче. И сега, она е олицетворение, она е, како ти кажем, она е чудо од жена. Она се преоблекла во машко Така е. и на 6 мај на Ѓурѓеден, кои искачаат едуците тамо на една висорамнина. Така, има 3 дисциплини, пукање, фрлање камени, скоку далечено, победува. Кој ќе победи, станува војвода. Ствари, таа е приказната. Едноставно, ама Много јасно. учинковито. Да, али она што тоа го има направено. Например, никој не знае дека она со Миладинов се сретнала случајно, она има 80 и нешто години, он е млад 30 и нешто, го завршува зборникот. Ова е факт, така Ова е зборуваме факт. за Ова е факт, го има у книгата. Може да се провери. И ја раскажува нејзината приказна. Значи, и греото е тоа да не се чита, како да кажам, да не се особено што е тука многу важно и димензијата дека се работи за жена, битските ликови особено секогаш се хероите се главно мажи, а и ни тоа како ни е потребен и тој вториот дел од Ама, Драган, ти, Мирка Гинова е фабрика за гаќи у кисела вода. Сега Невена овако го зборуваме, Георгиева, да, Дуња Дуња, е да. осмолетка. Значи, знае некој за Ибе Паликуќа, знае што правела она. ако некој Не, случајно прво не му знам, останало не знам во дека е памет женско нешто, Ибе Паликуќа. Ја ти гарантирам. Ако некој случајно нешто од основно Ама запамтил тоа, нешто, да. ние што сме од 903 родени, тие знаеме, овие новите не знаеме. Овој веројатно ни тоа не го знае, да. Со Сирма претпоставам дека исто така траеше еден долг процес на Сирма изненади затоа што таа спрема издавачот и Ланецов на книжарници литература беше најпродавана книга, излезе во ноември 24-та и за месец дена стана најпродавана книга од цела година. И за чудо стана и за 25-та најпродавана книга. Се прештампуваше, се допечатуваше. Значи тоа е еден автер Дополнителни ефект. тиражи, Да, да. значи автер ефект од година и кусур имаше и уште се купува. Уште, затоа што сега пак нескромно е. Сега ако го прочиташ Гоце, претпоставам дека ќе сакаш да прочиташ уште нешто Така е. слично, а реално многу малку имаме ние проза на база на историска фикција. Тоа го направи као прав почеток Томи Османли Томислав Османли. со 21-виот. И сега тука почна и никој не пише, пишуваат трилерчиња, кога Гата Кристи, као нешто што во светот проаѓа, па мислиме дека и Да, кај нас да. ќе помине. Ова што вие го правите е подрско дефинитивно. Нормално мора да го спомнеме и Тито тука. Зов не крие дека е фан голем на Јосип Броз Тито.
се разбира една од личностите која што го одбележава 20-тиот век во светот, мислам, тоа само за злобни не е така. Да. И човек кој што објективно има огромно влијание за Македонија, можеме тоа влијание да го сецираме, да го проверуваме и така натаму, меѓутоа тоа влијание е да драматично споруваме. и го правиме, некој тоа Да, го го прави. правиме. И него му е оставено едно училиште во Скопје, кој што Ама и тоа е како издржа, не знам. па еве издржа, јас завршив тамо, имам убави сеќавања, меѓутоа факт исто така зборуваме за една што е многу покомпликувано според мене, затоа што Тито, ајде да речеме Гоце Делчев или Сирма, сепак се луѓе кои што се важни за нас овде. Така е. Тито беше светска фигура, објективно. И кога за него се презема да се пишува, а не се ДДР, кој што му ја пишува официјалната биографија, тогаш влегувате у многу една сериозна работа, затоа што Тито претпоставам дека се напишани милиони текстови. Поготово постхумно има на 100 романи, од кои преку 57% се негативни, одма да ви кажам. Сигурно. Во половина од нив воопшто не се не ни веруваат дека Тито е Тито, туку е, не знам, австријски барон, унгарски лорд и како беше таму гров. И за Тито, интересна е приказна, барем у мојов роман, кај што е главен лик македонец, што го праќаат доктор од Градска да стажира у Љубљана 79-та. Пред смртта на Тито. Да, и он почне тука околу Тито да се мува, и Тито го засакува као син и као Шехерезада секој вечер му раскажува по една приказна. Одлично смислено. Тоа е уствари како е. И тука има 3 нарации, една плетенка од 3 нарации, една љубовна, една таква историска. И он ги кажува неговите грешки. Тито у живот не кажал дека греши. Он за него не е безгрешен. Сигурно дека не. Али овде он кажува кај изгрешил и за Македонија, кај изгрешил што се зезнал у животот и така натаму. Значи се разголува пред публиката. Значи затоа е таа книга уствари толку. Добро, но ќе рече некој 40 години подоцна кога вие ќе ги согледате грешките објективно, се разбира дека е поедноставно, но секако ја заголицува кај луѓето идејата, мислата. И сега тоа беше интересно. Трнавте со Тито, потоа со Сирма, па Гоце Делчев. Не беше логично обратно? Не, за Гоце мора да созрееш многу. Тие као ми беа 2 пилот проекта за да се дојде до Гоце. Значи ова е фактичко финалето, тоа беше клучот. Да, ова е финалето. Има уште едно финале што ќе биде плейоф понатаму до година, ама не е поврзано со личност, е поврзано со еден настан, да кажем, историски. Очигледно историјата има големо влијание. Да, опседнат сум, поготово вака сега на постари години. Као дете не сум ја сакал. Да, некој велат таа се засакува на почетокот, меѓутоа никогаш човек не е грешно да започне и апсолутно мислам дека од историјата тој што рекол дека историјата е како беше учителка на животот, воопшто не сгрешил, мислам дека тоа беше реченицата. Но тргнавте од сосема поинакви правци како писател. Сосема полежерни, поедноставни. Да, Џабе живиш во Скопје. Да. Види, почна све од Тимом да не направите тит, да не ми направите. Да, нема проблем. Од Тимом Штркот. Така е. Кај што реално отпечативме 2 тиража. Тоа беше како обид, да видиме како ќе оди. Тоа беше обид. Ја у Канада живеев, Трендо ми вика, напиши некој текстче, колумниче за Офнет, вама тамо 2-3 страни, ја седнав, напишав 80 страни. И кај ќе објави он колумна 80 страни. Така. И ја издадовме. Се продава 2 тиража, после тоа имаше ненормален број на даунлоди, преку, не знам, 150-160 илјади даунлода на книга, и таа стана едно култно, урбано четиво на скопски јазик, или скопски сленг, или скопски дијалект. Тоа пројде време, понатаму, и ми се најде пак малце можност, па напишав, нели, уште еден лексикон таму некогаш некаде, и после тргнав со Џабе живиш у Скопје. Од мене е прочитан текст, морам да признам, зашто ми беше, се разбира за некој што не е од Скопје, можеби тоа не му е важно, може да му биде вака само интересно. Меѓутоа, кога вие сте родени во Скопје, кога живеете во Скопје, вие ги знаете овие изрази, јас 90%, но огромен процент од тие изрази ги користам во приватниот живот. Да. Мене ми се јасни. Некој не ги знаев, некој се од постари времења можеби. Меѓутоа, кога некој ќе ви ги објасни буквално парче по парче, тоа на еден толку хумористичен, весел, интересен, инвентивен начин, и сваќате дека ова е еден вид белешка за градот, ова е еден вид оставштина. Не е само седнал некој тамо од Зов, сега се извинувам вака да што банализирам, и напишал ова значи ова значи ова. Многу подалеку од тоа. тоа. Се на ниво на афоризми, се на ниво на
Затоа што, знаеш како, и таа и после незе Цепај сине, што е уште поголема и поделена по глави, и на исти начин е работена, таа ми била најтешка книга за пишување. Таа ми била 3 пати потешка него Гоце, затоа што ти сега у една реченица да склопиш мисла, да го насмееш човек, што е најтешко со литература. Убедливо најтежок облик е да насмееш човек, и у последните 2 спора да го насмееш, некад сум седел по 4-5 сата, не можам една буква да напишам. Гледам ко телеушаре на врата, ништо не се деша. И така да, ама тоа ете го надминав. Значи со тоа можеби ја освоив публиката, така да кажеме. Но исклучително е важно. Јас не знам, за мене е на нивото на работите од типот оној славен документарец за Скопје што го правеа пред 20 на години. Да. Или на Досие Скопје. Досие Скопје, тоа мислев. Култно, тоа останува. Ја го гледам по 10 пати. Ностоп го гледам, го репризираат, ја го гледам Досие. Затоа што и после 100 години, тоа размислував, после 100 години или после 200 некои тогашни генерации ќе отворат таа книга и ќе прочитаат и ќе речат види како се изразувале овие луѓе тогаш. Нешто ќе остане веројатно. Сигурно нешто ќе остане. Нешто ќе се промени. Меѓутоа тоа е читанка за она што сме ние скопјаните сега повторно излегуваме од рамките на, се разбира, почита цела Македонија и за се, меѓутоа овдека зборуваме чисто за скопјаните. Ретко кој скопјанец може да помине равнодушно према тоа. Од кон таа представа за себе, тој е идентитет на некој начин. Така е, така е. Ја не, али другите ме доживуваат као последен мохиканец, што пишува на скопски. Ја и колумните што ги пишувам на скопски ги пишувам. И тоа е приметливо. Тоа е свесно, намерно. Намерно е, да. Па мора да се зачува тоа. Па не може Струмички да се зачува скопски, не. Мислам на што личи тоа. Значи сите се привилегирани, само ние сме на темиса. Ова е многу интересно. Па така е. Некој во обвинува за локал патриотизам само ако сте. Да. И така и кој беше моја представа у МНТ Торонто Експрес, многу јасно и гласно беше и режисерот нели Јоцо Симонов и Микич Гумецов, или ќе се збори на скопски или нема да има представа реално. Сега он направивме таму лајт варијанта, може така да не биде хардкор скопски. Јасно. Но тоа ограничува ли? Па не ограничува. Не, ако има лајт, не треба глумецот да осеќа стега, тоест да размислува литературно за да се изрази, зашто неговите чувства се ако се изрази на својот мајчин сленг или мајчин јазик. Но не некој што се збори будиме објективно. Дома кај што збориш со женати. Да бидеме реални сега, ние овде се изразуваме внимателно, меѓутоа реално дома. Ја не пазам толку, ти човек, кој ќе пазиш. Но дома човек објективно размислува на еден поинаков начин, а сленгот е најблизок до суштината на таа работа. Тогаш извадивте илјадници изрази, така? Да. Неколку 2000 има во Цепај сине. 2000 сленговски изрази на скопски. Па тие се штосови, ајде да кажеме, не се само сленговски, него се и штосови што се користеле. И некогаш да се разбереме, делот изрази пред 80-100 години што постоеле, сега полека се потиснуваат од некои други. Исто како што мене например многу интересно кога гледам дека новите генерации, и тука е веројатно задача за луѓето како тебе да ги додадат. Излегуваат сосема нови изрази кои што мене, ајде не сум стар, меѓутоа на одредена возраст, ми се нови, непознати, кои што природа улицата ги вади. Така е. И нови зборови, нови кованици. Јазикот мора да се обогатува, англискиот јазик, не знам, 200-300 збора годишно плюс се измислува. Постојано. А ние не може кај нас. Хрватите им се подсмеваме, затоа што тие измислуваат зборови за се и се што, но годините покажаа дека се во право. Го збогатуваат својот јазик. Така, ама ние уште имаме проблем, например, не можам да кажам шишки. Добро. Кркми се викаат на македонски. Сега ако треба литературно да пишам, треба да пишам кркми. Па половина од народот не знае дека се викаат кркми. Никој, ја мислам само у Институт за македонски јазик знаат што е тоа. Има многу такви. Или пунџа, не знам како се каже, не можам да изговорам што така без веза некој Догорче, кој вика Догорче. Догорче, да. Мислам тоа. Иако некој од овие што се загрижените ќе речат чувајте го литературниот јазик да не ни исчезне. Го обогатуваш, тај синоним, нема врска. И пикавец и Догорче, тај ги и двата, зашо мора све да се преведе? Затоа што ќе се обвинува за србизми, англицизми, турцизми и не знам што. Па ти ако ги избациме ние турцизми, треба со пантомима да збориме. Јазик ќе исчезне. Па реално, ова вака прилично соголено и сурово звучи, ама тоа е суштината. Така. Ако англичаните можат, кои што го имаат најважниот јазик во светот по плет на околности, не сме ние веројатно. Иако се правиме. Добро, Зоран Васов, еве како едно финиширање на оваа за мене многу важна и многу интересна емисија. Те чекаат нови
текстови нема да запреш на ова. Да. Следат нови, затоа што очигледно со годините си влегол во фаза кога Достоевски треба да рече ама нека запре овој. Објавуваш секоја година по една книга што напорно темпо е тоа. Тоа е исклучително напорно темпо. Ова нема играње. Чувствуваш обврска, имаш огромен како да наречам тоа, порив. Пари не се во прашање, не навлегувам. Дај Боже да се пари во прашање. Не, треба да се разбереме. Сите приходи од моите книги од добротворни цели. Значи веднаш го сечеме тој дел. Автоматски. Значи не се парите порив, Зоран Спасов тоа сака да заработи, иако не е нелегитимно. Не, ама не. Секој би сакал да биде читан, вакво. Не, но овде е нешто друго. Манастир, ја сакам тие пари да идат. Ова е нешто друго. Ова е желба да се остави нешто. Наследство дефинитивно по секоја цена. Тоа е подсвесно. Подсвесно е легатот, наследството, а она што е свесно е едно мало бегство од реалноста, еден притисок од читателите, да кажем, што чекаат да се напише нешто, тоест од верната публика. Немам, значи самиот издавач вика, ти Зов имаш публика што не е наша, ти си имаш своја публика. Што тебе само те чита. Например, ќе прочита 3 книги уз 10 години, сите 3 се од тебе. Значи едноставно сум изградил своја и многу сум горд на тоа. Ја тоа не го знам, они го знаат тоа, они го знаат. И тоа ми дава некако пуш. Но не недостасува како се вика тоа идеи. Инспирација, мотивација. Инспирацијата е не, какви тоа за 10 години напред тоа имам, знам што треба да пишам. Значи само да сме живи и здрави. Така. Зоран Спасов, благодарам за ова гостување, уште еднаш ќе кажам, јас немам амбиција да промовирам книги во оваа емисија и така натаму се разбира, почитувани пријатели, меѓутоа едноставно бев навлечен од еден разговор со мој сосед и пријател, што ви го кажав на почетокот и потоа излезе буквално како гром од ведро небо оваа несекојдневна приказна на Зоран Спасов Зов за Гоце Делчев, за човекот кој што едноставно мора да го познаваме, мора да го сакаме, мора да го имаме како свој ближен, затоа што ако го немаме тоа, ќе ни недостасува еден голем дел од нас самите. Добро кажано. Зоран, благодарам за гостувањето. Благодарам, Драгани, на тебе. Да, поштовани гледачи, ова е се за вечерва. Нема потреба нешто дополнително да ви кажам, освен прочитате се што ќе најдете добро по библиотеките, по книжарниците, размислувајте со своја глава и гледајте и заспи ако можеш, кога веќе се доаѓате на оваа фреквенција. Утре во 15 часот се разбира е репризното издание. Јас ви се кажувам нова седма со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.